Ги прашате ли децата кое годишно време најмногу го сакаат, подгответе се за многу различни одговори. Уживаат во снежните зими и нивните многубројни празници, во пролетта која ја буди природата, во безгрижните топли лета, но се разбира и во богатата златна есен. Да, во есен природата губи дел од своите живи бои, птиците итаат кон југ, а најмалите веќе не можат времето да го минуваат надвор, но затоа пак се запознаваат со цел еден нов колорит и стоплени околу печките уживаат во сето она што овој период од годината може да го понуди. А тоа не е малку. Есента со себе носи богатство плодови, кисели, благи, зрели и сочни, а дечињата ги запознаваат и незините најверни пријатели – ветрот, облаците, маглата, дождот и жолтите лиси. Ако не сте забележале, есента одамна пристигна и во нашиот крај. Токму поради тоа што повозрастните можеби се презафатени да го регистрираат ова, за пречекот се задолжени нашите најмали сограѓани. Како што можевте да гледате деновиве во градинката Детелинка, дечињата имаа полни раце работа, оживувајќи ги плодовите и изработувајќи најразлични творби и украси на есенска тема. Сепак, тука беа и дел од родителите, а се разбира и воспитувачките, кои ја будеа креативноста на малите криопаланчани. Не мина многу време, добивме уште една покана да присуствуваме на есенска работилница, овој пат кај малку повозрастните, оние кои во Детелинка одат на полудневен престој. Уште кога разбравме оти се работи за дел од есенското сладко мени, не требаше да не викаат два пати. Таму не дочекаа воспитувачките Сашка Додевска и Маја Кимовска, засилени со мајката на едно од забавачињата, Лидија Гацовска. Насетувавме дека ќе се подготвува нешто вкусно, па и ние со 20-тината љубопитни дечиња едва и дочекавме да дознаеме што е тоа. Денеска ние со колешката Маја имаме замислена работилница, во која учествување ќе земе еден родител, родителот на детето Стефан Гацовски, мајката господја Лида. Таа денеска има за задача да ни представи есенски колач. Да ни направи, па може да почнеме. Значи, за овој есенски колач ни е потребна јаболка, која претходно ја имаме изредана, бисквити, кои се претходно здробени, ресана, крем бананички, маргарин, кој е претходно уработен со прав шекер, малку млеко и цели бисквити. Значи, есенски колач го нарековме затоа што ова е есенска работилница, а тука ќе употребиме јаболка затоа што јаболкото е плод на есента. И мислам дека тоа е нешто здраво. Сега може да почнеме со припрема на колачот. Но пред да започнеме, дали ќе може да ја поздравиме со една песничка, дечиња? Да! Есенска песна. Есенска песна, низ облаци сонцето срамежливо дзирка. Есенска песна, братчето свирка. Есенските плодови веќе се зрели, природата сочни да родите дели. Од драгите листо трепери мара, на сите ми кажува среќето ти дојде. Следуваше практичниот дел, во кој интерактивно, запознавајќи се со рецептот, дечињата научија многу за главната есенска состојка – јаболкото и неговите квалитети. Сега ќе почнеме да го правиме есенскиот колач и сите потребни и претходно уработени продукти ги ставаме во еден сат. Значи, прво го ставаме маргаринот, ја ставаме и јаболката, но пред да ја ставиме, сега малку ќе ја изтискаме. Една воденичка. Да е вкусно, што ми има внатре и крем бананички, ресани. Значи дека е вкусно. Се ближат волчињата, ја иде делиска, а и лисичињата. Оставаме и бисквитите.
декорираме колачот, употребуваме бисквити кои претходно ги покупуваме во млеко. Dojde, dojdo mečinjata, i meca na dojde, dojdo mečinjata, ki gol na komeze, volkot i volčinjata, mečkata volkot, volkot lisicata, lisicata, kokoškata, kokoškata, pšeničkata, daleku od selo do, a blizu do padot, kraj jedna vodenička, kraj jedna vodenička. Како што гледаме, есенскиот колач изгледа многу убав, а и вкусен е сигурно. Сакам да и се заблагодарам на Лиде, мајката на Стефан, за нејзината соработка и креативноста. Па предлагам сите заедно да го пробаме овој есенски колач, да видиме дали е вкусен и убав. Откако едната од воспитувачките Маја Јакимовска и се заблагодари на гостинката, пред колачот да стигне до чиниите на малите дегустатори, ние поразговаравме со другата воспитувачка, Сашка Додевска. Оваа година во нашата установа направиме есенска работилница. За таа работилница учествуваат родителите и децата, но за разлика оваа година учество зема само еден родител. Тоа е господјата Лиде, мајка на еден од нашите дечиња, на Стефан Гацовски. Избравме оваа година да правиме есенски колач. Дали во престојниот период, бидејќи сега завршува есента, планирате некоја друга работа? Секако да, ние планираме и други работилници. Еве сега се наближува нова година. Планираме заедно со родителите и со децата да направиме новогодишна работилница во кој ќе ги украсиме дворовите, холовите, занималните и така натаму. Потоа следува велигденска работилница. По ова следуваше на интересниот дел, дегустацијата. Нема да коментираме многу, сликите говорат доволно. Kraj jedna vodenička, kraj jedna vodenička. Гостинката виновна за сето ова, Лидија Кацовска, истакна дека уживала во можноста да мине дел од денот со своето синче и со неговите пријателчиња, преку вкусен рецепт, подучувајќи ги за убавините на есента. Денеска мене ми беше прекрасен денот, затоа што имав можност да бидам малку повеќе со поголема група на дечиња, освен тие што ми се дома. Многу ми се допаѓа идејата што вака ние родителите можеме да им посочиме на дечињата што може дома да помогнат. Денеска одлучивме да направиме еден есенски колач, затоа што е есен, во нашиот крај. Тука употребивме јаболка, бидејќи е многу здрава. Исто така крем бананички, бисквити, млеко, маргарин. Значи се тоа е вкусно за дечињата и затоа го избравме овој колач. Сето она што го сакаат децата и несомнено на крајот реакцијата беше позитивна и дали со тоа мисијата ви успеа? Секако, јас мислам дека и мисијата ни е успешна. На децата многу им се допадна. Значи не очекував дека толку многу ќе им се допадне, меѓутоа сите скоро по 2 парчиња изеда од колачот. Се разбира, не пропуштивме да ги прашаме неколку прашања и главните јунаци на приказнава, дечињата од полудневниот престој. Ајде, кажи ни како се викаш ти? Мелани. Мелани, колку годинки имаш? 5. Што правевте денеска? Правевме колач. Колач? И колку е убав колач? Се допаѓа ли тебе? Многу. Дали памтиш што стави тетка во колачот? Што има внатре? Маргарин, јаболко, Нешто друго? Бананки има? банани и свечина за украс. Браво. А како се вика? Дали запамти како се вика колачот? Според годишното време? Есенски. Колку парчиња изедете од колачот? 1. Само едно. А кажи ни дали памтиш што стави тетка? Не памтиш. Важно вкусен ли беше? А да ни се представиш како се викаш? Давор. Давор, колку години имаш? 5. Кое годишно време си нема? Есен. Што има во есен надвор? Листови. Листови, а каква боја се носиш? Жолти. Како се викаш? Петар. Петар, колку годинки имаш ти? 5. 5. Што правевте денеска? Правихме колачи. Есенски колач, така? Да. А зошто есенски колач? Зашто е есенсък?
Ни што има внатре колачот? Јаболка. Зошто баш јаболка? За убаво. Зашто е убаво? Да. Што е убаво јаболката? Што има? Сок. А друго? Зошто е здраво да се јаде? Зашто е пуно витамини. Вкусно ли беше колачот? Да, Колку изеде? Едно или две парче? едно. Само едно. Сакаш уште едно? Не. Зашто е? Така не сум навикнала на јадење све. Ајде кажи ни ти како се викаш? Марта. Марта, колку години имаш ти, Марта? 4. А зошто го направи тетката баш есенски колач? Зашто е есен. Што знаеш ти за есента? Што? Како е надвор кога е есен? Ладно. Ладно. И што треба да правиме да се? Да се грееме. Филип. Колку години имаш Филип? 5. 5 години. Што правевте денес? Есенски колач Кој го пре. направи есенски колач? Мајката? Мајката на Стефан. И вкусно ли беше? Да. Што имаше внатре? Дали запамтите? Што имаше внатре? Не. Сигурно едно нешто се запамти. Што имаше внатре? Јаболка. Јаболка. Банана. Бисквити. Па јадеш ли всушност јаболка ти? Да. Јадеш? А зошто јадеш? За да бидам здрав. За да бидеш здрав. Што има внатре во јаболка? Витамини. Алек. А ти? Стефан. Што правевте денес кога дојдовте, Алек? Јадемо колаци. Колку парче ни изедете? 2. Две, толку беше вкусно. А што имаше внатре, памтиш ли? Сок и јаболко. Друго нешто? Банана. А шлагот е добрна? Браво. Кажи ми, ти јадеш ли јаболка? Да. Зошто јадеш јаболка? Зашто има многу витамини. Што решија баш денес да направите есенски колач? Зашто е есен. Есен. А што се случува во есен? Дали знаеш? Дрвата имат листови или немат? Не. Каде се листови? Пада на земјата. А каква боја се? Жута. Марио. А ти? Теодора. Што правевте денес кога забавиш? Есенска работилница. И што направи тетката, мајката на Стефан? Што ви направи? Колач. Мешињата полни со есенски колач, а главчињата со знаење за ова годишно време. Дечињата не испратија советувања, оти набрегу ќе не поканат на ново заедничко дружење.